четвртата недела од Великиот пост, црквата не повикува да размислуваме за еден драматичен момент од Евангелието. Исус заедно со Петар, Јаков и Иван се враќа од гората Тавор и наидува на непријатна сцена. Книжниците се препираат со неговите останати ученици. Во центарот на ова случување е еден татко кој во очи моли за својот син, обседнат од нем дух. Учениците се обиделе, но не успеале да му помогнат. Таткото се бори за своето дете, не се откажува, не престанува да бара решение. Денес ова е повик за сите родители, но посебно за татковците. Дали навистина се грижиме за нашите деца или ги оставаме на милост и немилост на светот? Може би искрено се грижиме, но само за материјалните работи. Едноставно сме преокупирани со материјалноста, работејќи многу за да им обезбедиме на децата полесен живот. Но што правиме за нивните души? Овој таткото Евангелието ни покажува што е најголемото добро кое можеме да им го дадеме на нашите деца. А тоа е да ги доведеме при Христа. А ние каде ги носиме нашите деца? Ги учиме ли да живеат во вера или само да постигнуваат успеси? Каде се денес татковците на родителските средби? Каде се татковците во црквата? Колку татковци гледаме на света литургија кои ги држат своите деца за рака? Кога учениците не можеле да помогнат, Исус со болка извикува: "О роде неверен, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам? Доведете го при мене." Овие зборови не се упатени само на Исусовите ученици, туку и за нас, за секој христијанин кој се сомнева во верата. Кога сме во искушение, кога страдаме, често се прашуваме дали Бог ќе ми помогне, дали е навистина со мене. Но верата не значи дека нема да имаме сомнежи, туку дека ќе му ја довериме нашата слабост и неверие на Бога и ќе го молиме да ја зацврсти нашата вера, зашто знаеме се е можно за оној што верува. Таткото од ова Евангелие не ја крие својата борба. Тој сака да верува, но знае дека неговата вера сепак е слаба, затоа и ќе каже: "Верувам, Господи, помогни му на моето неверие." Ова е молитвата која и ние треба да ја изговараме секојдневно. На крајот учениците го прашуваат Исуса зошто ние не можевме да го истераме. А тој одговара: "Овој род не може да се истера со ништо друго освен со пост и молитва." Голема поука за нас. Денес многумина бараат брзи решенија и лесни победи, но вистинската духовна победа доаѓа само преку длабок светотаински духовен живот, преку молитва и пост. Затоа денес и сме повикани да бидеме како овој татко, да не се плашиме да ја признаеме нашата слабост, нашето неверие, но и да продолжиме да ја бараме Божјата помош. Да му кажеме на Христа со искрено срце: "Верувам, Господи, помогни му на моето неверие."